Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, subscribe и удрете на звончето. Гледате Работник подкаст. Отворен Балкан, пазарот на труд, но и проблемите со кои што се соочуваат македонските компании. Се дел од темите на кои што ќе разговарам со денешната моја соговорничка, господјата Владанка Трајковска, председателка на Организацијата на работодавачи на Македонија. Господја Трајковска, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Работник подкаст. Чест ми е да бидам дел од вашата емисија. Се надевам дека ќе предизвикаме поголемо внимание кај сите оние кои се заинтересирани и кои се засегнати со моменталната економска ситуација. Така. Ќе започнеме од она што е најактуелно, тоа е Отворен Балкан, кој што предизвика низовна дискусии во Македонија, Албанија и во Србија. Прво ме интересира вие како организација на работодавачи на Македонија. Какви очекувања имате од олеснувањето на условите за работа? Бидејќи ќе можат, ми се чини, од септември работници да идат да флуктуираат од сите три држави. Подолго време наназад ние како организација на работодавачи зборуваме и се залагаме за поедноставување на законите за вработување на странци. Меѓутоа, години наназад размислувавме и изнаоѓавме различни начини за да пристапиме кон синдикатите и Министерството за труд и социјала, како би им ги пренеле нашите размислувања и нашите видувања на целата ситуација, бидејќи како организација на работодавачи директно сме информирани од нашите членки со какви проблеми се соочуваат во изминатиот период, со недостаток на кадар, со недостаток на работна сила. Токму од таа причина се надеваме дека Отворениот Балкан како еден вид на институција која ќе биде преоден чек кон нашето зачленување кон Европската Унија, ќе ни овозможи поедноставување и полесен начин на флуктација и движење на работната сила. Од тука сметам дека доколку сето ова профункционира, сите ние ќе ги видиме бенефитите од ангажирањето на работна сила, но мора да бидеме свесни дека колку ние ќе се обидеме да вработиме луѓе во нашата држава кои ни недостасуваат, со иста мера и нашите соседи кои се соочуваат со исти такви проблеми како и ние, ќе настојуваат да вработат луѓе од нашата држава. Така да движењето на работниците ќе биде во сите насоки. Така, во контекст на ова што го рековте последно, вашиот колега од Србија, председателот на Сојузот на работодавачи на Србија, неодамна во една изјава кажа дека очекуваат 30.000 работници да пристигнат од Македонија и Албанија во Србија. Како ја коментирате ова изјава? Токму тоа е еден од стравовите со кои ние се соочуваме периодот, бидејќи мора да бидеме свесни дека Србија е од сите овие земји кои се членки на Отворениот Балкан е најака стопански и економски. Од тука сметам и имаат можност за вработување и капацитети за вработување на многу повеќе отколку нашата држава и многу повеќе можности да им пружат на сите луѓе. Од тука и нашето стравување дека голем број од нашите работници ќе ги видат своите интереси надвор од границата, односно ќе заминат во Србија. Да се надеваме дека и ние ќе бидеме како држава интересна со нашите понуди на сите оние луѓе од околните земји, дека кадарот кој недостасува во нашата држава, луѓе со одредени вештини ќе најдат интерес во нашата држава. Мора да изнајдеме различни начини да ги анимираме работниците од соседните држави да покажат интерес и да останат да работат кај нас, бидејќи друга причина поради која би биле членки на Отворениот Балкан, доколку ние не го видиме како држава и како работодавачи, интересот не гледам.
Така. Од македонската влада веднаш по таа изјава ми се чини у тредента беше, ако не се лажам, реагира со тоа да не се шпекулира со бројки, но и посочија дека Отворен Балкан е наша можност да го надоместиме дефицитот на работна сила. Кажете ми, имате ли отприлика или точна бројка колку работници ни фалат, моментално зборувам во индустријата, нели, во приватниот сектор, и во кои сектори најмногу, или односно во кои гранки? Бобан, не може да се каже точна бројка на потребни работници, бидејќи тоа е променлива категорија и знаете дека се менува и сезонски, се менува и во зависност од годината и во зависност од условите кои се нудат, па знаеме дека во периодот на пандемијата ние како работодавачи гледавме ни одговараше затварањето на границите, бидејќи не можеше да се работниците да заминат од нашата држава. Наоѓавме начини да ги анимираме, да покажеме дека ние знаеме да бидеме конкурентни на земите од Европа, на најразлични начини да ги мотивираме работниците. Меѓутоа, она што велите дека во кои дејности недостасуваат. Јас потекнувам од електромашинскиот сектор. Можам да кажам дека и како се соочуваме со сериозен недостаток на луѓе со вештини и луѓе со одредени насочени дејности и може би превземањето на одредени едуцирани луѓе од соседните држави ќе ни биде еден од начините на кои ќе го надополниме овој недостаток на кадар, бидејќи нашите обиди да анимираме млади деца од средните стручни училишта е многу тежок. Младите луѓе не им е толку симпатично и толку лесно да се вклучат во насоченото образование. Има недостаток, знаеме, во здравствениот сектор, во фармацевската индустрија, има буквално во секој сектор има недостаток на работници. Кога во изминатото се чудевме дека западноевропските земји континуирано бараат луѓе за работа, а ние имавме многу луѓе кои чекаа работа во агенцијата за вработување, сега ние се соочуваме со проблемот на немање на работна сила. Не можам да кажам, ви велам повторно, не постои дејност во кој нема потреба од работна сила. Добро, така е, ми се чини во целиот свет, на секаде фалат работници. Тоа нели го велат сите. Еве, например, и поради тоа и Шпанија и Германија, што прочитав последно, ги олеснуваат условите за вработување уште повеќе поради немање на работна сила. Следното прашање се однесува на она што го споменавте и вие во првото прашање, а тоа е Србија. Србија се согласуваме тука дека има најголем стандард од сите три држави и воедно и поголеми плати има, реално. Кажете ми, дали Отворен Балкан од една страна да може да привлечеме работници, но дали од друга страна ќе ги натера македонските компании да ги зголемат платите за да бидат до некој степен по-конкурентни со компаниите во Србија? Факт е дека ние континуирано размислуваме за висината на платите, дали се тие доволни или не се доволни, меѓутоа ние треба да тргнеме од еден друг проблем, а тоа е дека Србија како една голема економија има најразвиено, нели го повторувам, тоа најразвиено стопанство од сите земји кои учествуваат во ова здружување.
и согласно тоа очекува дека со отворениот Балкан ќе може да прави што поголем извоз на своите производи. Србија има сериозен производ, има сериозни производи во своето портфолио. Србија има добра инфраструктура за што ние изостануваме многу. Србија има отворени пазари, Србија има развиено земјоделие, од тука економски е многу поразвиена од нас и може да овозможат своите вработени, односно компаниите во Србија да им овозможат на своите вработени да размислуваат и да се договараат за повисоки плати. Од тука ние како мала држава и останатите земји од отворениот Балкан ќе треба да се бориме со една силна економија, да бидеме конкурентни, да бидеме интересни за пазарите, а мора да бидеме свесни дека Македонија како држава не создаде еден комплетен производ, не се насочи кон една определена дејност, па во тој дел да развива своји компетенции, да развива своји пазари. Ние секој пат каскаме зад останатите држави, не знаејќи да ги искористиме ресурсите и богатствата со кои располагаме. Многу е лесно да зборуваме дека компаниите во Македонија треба да обезбедат повисоки плати за своите вработени, се со цел да не ни избегаат луѓето. Меѓутоа, мора да размислуваме дека најпрво треба да го развиваме нашиот извоз, нашето производство, да имаме поголеми приходи, поголем промет, со тоа апсолутно неминовно и повисоки плати за нашите вработени.